civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Почитувани медиуми, сега по повод отварањето на Украинската алеја ќе се обрати градоначалникот на општина Центар, господин Горан Герасимовски. Почитувани амбасадорке, почитувани представници на Сдруженијето на украинците, почитувани наши гости. Со големо задоволство денеска заедно отвараме алејата на Украина. Ова место од сега нека биде потсетник на нашата поддршка и пријателство со Украина и украинскиот народ, како и на отворената соработка со новата амбасадорка на Украина, господјата Лариса Адир. Овие јапонски цреши кои ги дониравте за неколку години ќе ја покажат својата раскошна убавина. Магијата на прекрасните розови цветови носат позитивна енергија која ги полнат очите и душите. Таа гледка нека не биде вечен потсетник за важноста на животот. Важноста на тоа што го имаме, го градиме и треба да го зачуваме за идните генерации да го направат подобро. Општина Центар сочувствува со Украина и украинскиот народ. Нашите жители веќе згрижија неколку украински семејства, вклучувајќи и мали дечиња. Помошта и поддршката се најдрагоценното нешто доколку се дадат тогаш кога е потребно. Општина Центар останува отворена за помош и поддршка на сите семејства и поединци од завојуваните подрачја кои ќе дојдат во општина Центар. Голема благодарност и поддршка и на Сдруженијето Лесија Украинка и на Олександар Урбановиќ како нејзин председател, кој прави огромен напор да им помогне на своите сограѓани во Украина. Хуманоста е највисок чин на човечност, да ја негуваме оваа особина. Се надевам дека на следната средба сите заедно ќе го славиме мирот. Ви благодарам. Ви благодарам. Новоименуваната подредна и ополномошена амбасадорка на Украина во Северна Македонија, господин Лариса Адир. Почитуван господине Горан Герасимовски, почитуване Сдружение, почитувани гости, Dear Ambassador. Денес, по повод денот на независноста на Украина, заедно со Општина Центар и Сдруженијата на украинците Лесја Украинка, ја отворема алејата на Украина во серце на Скопје. Ова е исклучително важна поддршка на нашата држава од страна на македонското општество, особено за време на вооружената агресија на Руската Федерација против Украина. Војната веќе одзима многу животи од наша држава, животи на деци, војници, волонтери, цивили. Украина продолжила геројски да го брани не само собствениот територијален интегритет и суверенитет. Украина, украинските војници и обичните луѓе во Украина ги бранат европските и универзалните човечки вредности по цена на собствениот живот. Русија, државата терорист, ја продолжува својата крвава нападачка политика, продолжува да бомбардира цивилна инфраструктура, торговски центри, болници, железнички станици, цркви, училишта и градинки, да го уништува културното наследство на украинскиот народ. Северна Македонија ја поддржува и помага на Украина во сите можни сфери. Вие сте наши сигурни пријатели и сојузници. Ние заедно со вас се боримо за демократската иднина на светот. Би сакала да и се заблагодарам на Општина Центар, на македонскиот народ и на патриотското Сдружение на украинците. По завршувањето на официјалниот дел,
Ве поканувам да се запознаете со фотографиите од злосторства на Русија против Украина, а поточно да погледнете фотографии од уништеното културно наследство на нашиот народ. Фотографиите ги покажуваат последиците од погодените од страна на руски ракети и руски авиони, цркви, училишта, спортски терени, библиотеки, болници. Некогаш просперитетните градови сега се претворени во руини, но ние ќе ги обновиме, ќе издржиме, ќе победиме. Слава на Украина! На героите слава! Героям слава! Честитки на лично Македонија. Добар ден на сите. Почитувани екселенцијо Лариса Дир. Почитуван господине градоначалник на општина Центар Горан Герасимовски. Почитувани дами и господа, драги пријатели. За сите нас, украинци во Македонија, е огромна чест и задоволство денес да ја отвориме Украинска алеја во центарот на Скопје, срце на Македонија, земја која што на многу мина украинци значи. Како мене, им стана втората тковина, а уште на многу наши земјаци, кои што биле принудени да барат привремен спас од војната, им даде за солниште. Денес ќе ја започнеме алеја која што го носи името на Украина, како символ на херојство и отпор на земјата, која како штит ја брани цела Европа од најголемото расистичко зло. Во едно алеја ќе стане место кое секогаш ќе подсетува на голема поддршка од страна на Македонија на украинскиот народ во најтешки за него времења. Истовремено, Гриненков ЗПН инициира засадување на алеи во Украина на чест на сите поддржувачи на украинскиот народ во војна. Така да еден ден и во Украина ќе биде засадена алеја на Македонија. Користам ова прилика за да се заблагодарам на сите чија помош и поддршка возможува денешниот настан. Меѓународна иницијатива за пошумување на земјата Гриненков ЗПН во лице на официјална застапница во Македонија Тамила Велковска и лично Ана Крисјук. Општина на град Скопје, која додели ова прекрасна локација и ни пружи сестранна помош, амбасада на Украина и лично Володимир Вербицки. И компанија Специјална опрема Скопје, долгогодишен пријател на Украина, поддржувач украински проекти и донатор на овие прекрасни дрва, како Јовица Ѓуричич и Зоран Валич. Ви благодарам многу. Ова е во Харкив исто некој објект кој што дали владин дали. Ова е Чернигив, значи се северни градови, Харкив и Чернигив. Чернигив е на североисток, а овој Харкив е северозапад, тоа што Харкив е што поголем град. Чекај, таму се поклучени, само бомбардирање, ова да не... На север таму се најкаме контрафанзива на Харкив и на Херсон. И 1100 километри е Контрафанзива и украинската войска повторно нападение на Русија со бомбардирање на определени градови. Ракетни системи кои што можат беле да направат. Така да овие се едни од поразрушените градови. Има понекои бројки 10.000 цивилни починалки, кои што голем број на меѓутоа тоа Се уште не е официјално, ова е исто во Харков. не да се обсутема во града на долу. Ова е друг град, за Водичи. Ова е практично црква, кај што е целосно. Сега постарите ракети знаат и да имаат големи промашувања, 100-200 метри. Така да ова се условно кажано најпогодените дели. И по грешка и трговски центар погодија, кај што имаше 20 на 30 на жртви. Има тешка зима, не знам што е кава, ала ќе биде... Ова е Мариупол, ова е ствари кај што беше Азов Стил фабрика. Таа е најголема челичана у Европа. Прегледно се, ова е дел на големите воени действија. Исток, северо-исток, југо-исток. 1100 километри е практично
Нема. Николай. Николай е институт погоден овој во Харкив, а овој во Николаев. Николаев е централно, меѓутоа знаете се, ракетираат и во одделение сили. За време бомбардирање сирени сите 16 до 17 сирени дневно имаше првите недела ден. и одма се Знаете, скривница, во скривница 3 вечери пред да видам, нема како. амбасада кај е? Амбасада страшно. Зграда, која што е нивната служба заедничка на влада. Аха. И таму сме 6 амбасади, где сме само. Значи сите Франција, заедно Црногорците, Аргентина. на огласување на селените сите скривници. Резервна ситуација. Ова е Харкив. Ова е исто во Јановка. Тоа е тоа, дека имате вода, црквата погодена. Ова исто е институтот. Тоа е исто со Само е ова изгледа некој или од друга позадина или не. Да, од друга позадина, и на чистата зграда. Ова е исто Харкив. На најголем дел се тој. се е скоро Харкив. Се е скоро Харкив, тука покажам. И ова е 0,01% од тоа што се случува сега. Ова е од јули, ова е од март. Така да Харков е мислам еден од породени, така што освен ова Мариуполј и тој дел кој што нели со Азовстал имаше, тој е најразвернатиот град. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.